Синоним за летото и летните горештини се плажа и море. Екзотичните пространства со песок ќе ви инспирираат и ќе ви помогнат при изборот на бојата и формата на бикините. Женските костими за капење за прв пат се носеле во античко време, а истите имаат долга и бурна историја. Римјанките биле првите жени кои ги покривале своите гради и колкови во јавните бањи. Иако нивната верзија на костим за капење била составена од две споени марами од лен и памук. На почетокот на 20 век, австриската пливачка Анет Келерман при една посета на сад била уапсена бидејќи незиниот костим за пливање ги откривал незините нозе, рамења и врат. По оваа случка, таа го променила својот костим за капење. Па од тогаш тој бил направен на тој начин што ги сокривал наведените делови од телото, но бил толку многу тесен што се надзирал обликот на телото. Подоцна таа го лансирала својот костим за капење на пазарот и тој станал познат по нејзиното име. Токму овој нејзин костим станал најпознатиот и најпопуларниот костим за капење во 1920-тите. Во текот на времето, костимите за капење се повеќе се смалувале и стеснувале. По Втората светска војна станале модерни дводелни костими, со кои делот помеѓу градите и колковите не е покриен. Овој костим за капење го добил името бикини атол, според локацијата на кои биле тестирани неколку нуклеарни бомби. Костимот за капење кој го носи ова име, наводно имал експлозивен ефект на сите. Експлозивен ефект имаат и девојките во костими за капење од денешно време, каде во поглед на изборот имаат поголема слобода. Па дури сончањето може да го направат топлес без никој да им суди за тоа. Со официјалниот старт на летото, дел од македонските јавни личности одлучија да ги искористат летните горештини и да ги покажат костимите за капење на некој од плажите, но и да фатат убав чоколаден тен за нова попровокативна фотографија на Инстаграм. Кога те видов како ме гледаш, како се смееш ти, во мене нешто чудно се случи, имам пеперутки. Од помладата генерација музички таленти учат од најдобрите или во случајов од повозрасните кои Инстаграм профилот го користат како алатка за самопромовирање. Минути со бикини за Ања Ветерова и Антонија Гиговска. Љубов моја, сакаш да мирисам на ванила, сакаш да видам само твоја и да ми кажеш љубов моја, сакаш да мирисам на ванила. Двете фолкерки, Елена Велевска и Сузана Гавазова, со извонредно фит тело, не ги поштедија фановите, па за нивни очи и душа споделија ултра експлицитни фотографии во костими за капење, кои што повеќе откриваат отколку што покриваат. Згодната русокоса Викторија Лоба во розев едноделен костим за капење и по некоја провокативна фотографија на која го истакнува незиното фит тело. Трудницата од редовите на естрадата Сара Мейс го покажа згодното стомаче во костим за капење. Различни бикини за различни фотографии. Уште две утра згодници во нашиот прилог. Костимите за капење ги покажаа и Лила Филиповска и Мија Костова. Секоја во свој стил, поза и боја. Летото е на средина. Има уште топли денови кои ќе бидат предизвик за познатите јавни личности да ги видиме во различни бои и форми на костими за капење. Како и уште многу нови фотографии, кои ќе предизвикаат нови фоловерси и срценца на Инстаграм.